Фондацијата Фокус и Општинската организација на Црвениот крст ја продолжуваат хуманата мисија. Охрабрени од големиот одзив на граѓани за време на викендот, собирен пункт и денеска беше поставен на плоштадот Црмаале, каде граѓаните ги донесоа производите за помош на настраданите во Србија и Босна и Херцеговина. Волонтерите апелираат граѓаните да не носат повеќе облека затоа што од амбасадите добиле информации дека облеката за помош на настрадани засега ја имаат во доволни количини. Во однос на храната, потребна конзервирана храна да биде со исправен рок, да може да стои подолг временски период и да го издржи транспортот. Во однос на фалширана, да има декларација исто така, тоа е најбитно. Значи зимниците не се препорачливи да се донесуваат, го имавме и тоа. Во однос на вода, водата треба да биде фалширана. Во однос на храната за бебиња исто и тоа е најпотребно, значи сие тоа што може. Во однос на козметика која што може да се достави. Санитарните средства, средствата за хигиена, затоа што моментално инструкциите во Србија се дека после поплавата се очекува и наплив на зараза во однос на санацијата на работите кои што ќе се одржуваат. Од Црвениот крст се повеќе од задоволни што група млади велешани успеаа да иницираат акција што резултираше со голем успех. Свој собирен пункт, како вчера, така и денес имаа и членките на Сдруженијето Борка, кои целата помош ја предадоа во Црвениот крст. Од Општинската организација најавуваат дека поставувањето на пунктовите ќе се одвива се додека има интерес од граѓаните, но со апел да се фокусираат на најпотребните производи. Се собра голем број на средства, односно 117 пакети флаширана вода, 30 пакети храна, преку 20 најразлични видови лекови, голем број на пелени, бебешка храна. Така да акцијата помина на вистина успешно и денеска повторно продолжуваме со Црвениот крст, имаме поставено пункт во исто така истото место кај плоштад Црмаале од 1 часот ќе биде, па додека има голема заинтересираност од граѓаните ќе бидеме ние на пунктот ќе ја собираме дадената помош. Граѓаните од целата земја и понатаму можат да донираат по 100 денари јавувајќи се на еден од трите телефони на мобилните оператори. Од денеска веќе е покрената иницијатива владата да се откаже од ДДВ-то од јавувањата за хуманитарна помош, како што тоа веќе го направи Хрватска. Црвениот крст на Република Македонија денеска испрати конвој камиони со десетици тони хуманитарна помош што ја донираа македонските граѓани за настраданото население од поплавите во Србија и Босна и Херцеговина.